зададе. Там долу темир капира. Там долу Во Струмица живееше прочуен зулумќар и богат турчин Назланбек. Назланбек надалеку беше прочуен со своите нечовечки постапки кон македонскиот народ и сиромаштијата. Он не го пропиште и мало и големо. Како богат бек, турчинот имаше чифлик во село Василево Струмичко. Нема ли некој од мајка роден да не спаси од овој зулумќар? Велеа луѓето. Но таков не се најдуваше. Прво, бегот секој пат јаваше на конј и беше наоружан. Второ, тој никаде не тргнуваше без Сеис, неговиот придружник, кој исто така беше наоружен со пушка. Настапуваше есен. Месец септември. Пченките крај патот почнаа да жолтеат и да зреат. Кога ќе дувнеше тих ветрец, тенките стеблики се лулкаа и тивко шумолеа. Во еден таков есенски ден, по Струмичкиот пат врвеше селанец, облечен во искината селска носија. Тој од време на време ќе подзастанеше. Ќе погледнеше наоколу по пченките и пак ќе продолжеше. Ти се чинеше како да се плаши. А може би и бараше некого. Крај патот под една разгранета врба седеа тројца селани. Разговараа и пушеа туту. Тие често стануваа и погледнуваа по патот што води за Струмица. Кога селанецот се доближи до нив, тој им климна со главата и тивко им рече: почекајте уште малку. Скоро ловот ќе помине тука. Штом го рече тоа, селанецот замина по патот. Не потраја долго кога по патот што води од Струмица за село Василево се крена облак од прав. Во правта од двај се надзираа двајца коњаници. Кога ја виде правта едниот од тројцата селани што седеа под врбата и пушеа туту, извика: јунаци, бидете готови, ловот иде. Откако ги понаместија појасите и тутнаа нешто во нив, тие излегоа на патот и тргнаа по него. Во пресред, на црвен конј со накривен фест на денното око јаваше висок турчин. Во појасот со посребрена рачка на сонцето блескаше неговиот нов револвер. По него на неколку чекори, со пушка преку рамо, на конј јаваше друг турчин. Тоа беше неговиот придружник, Сеис. Кога коњаниците доближија до селаните, овие почнаа да се караат, да викаат, да се дрпаат и да се туркаат. Ти си виновен, викаше едниот селанец. Твоите овци влегоа во мојата пченка. Не, твојот конј ми ја изгазе ливадата, се пршаше вториот. Ами твојата крава што ми го изгазе пиперот. Треба ли сега јас со тебе се карам и да се тепам? Додаде третиот селанец.
Турчинот со црвениот коњ, кога се доближи до нив, го запре коњот и вика: "Стојте бре, проклета ѓаурска веро! Што се карате? Во што е работата?" За миг едниот селенец му е фати уздата на коњот. Вториот се нафрли на турчинот да го кутне од коњот, а третиот извика: "Сега ќе видиш зашто се караме бре, назламбек." Во тој момент турчинот секавично го извади револверот. Се чуи стрел. "Гоце, ме рани кучето!" извика селанецот што го држеше коњот за уздата. "Ништо, не плаши се, Михаил. Сега ќе оврзе стоица," го охрабруваше Гоце. Сеизот на назламбек нефтасе ни да ја сметне пушката од рамото кога од ченката истрчаа десетина наоружани комити. Сеизот, кога ги виде наоружаните комити, се уплаши, веднаш скокна од коњот, ја фрли пушката и ја спрашти да бега по патот кон Струмица. Третиот селенец, кога што Гоце го викна стоица, го грабна назламбек во своите железни прегратки и го врза. Така прочуениот зулумчер назламбек беше врзан и заобиколен од десетина комити од четата на Гоце Делчев. "Каде е Сеизот?" праша Гоце. "Побегна, Гоце, побегна," одговори еден од комитите. "Тогаш да побрзаме кон планините," заповеда Гоце. "Скоро ќе втаса и потерат од Струмица." За да ги маскираат и заметнат трагите и да ја насочат потерата на друга страна, Гоце заповеда да се фрли појасот на назламбек во друг правец, а тие тргнаа во друг. Како што предвидуваше Гоце, наскоро од Струмица втаса потерата. По расфрлениот фес и појасот, таа тргна да ги бара во погрешен правец. Дури таа претресуваше и одеше од местото каде што беше заробен пленикот, кон запад. Гоце со пленикот беше кон исток. Но не за долго. Наскоро четата со пленикот навлезе во Малешевската планина. Три дена нестрпливо стариот татко на назламбек чекаше од потерата да му го слободи младиот син или да му донесе некако фабер. Старата беговица, мајка му на назламбек, цели 3 ноќи не склопи очи. Кој знае колку горчливи кафиња испија со стариот бек за да ги смират нервите. Сите на беговската кула беа загрижени и молчаливи. Целата кула мирисаше на тутун. Се беше напразно. Бре, 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 шепотеа слугите и стражарите. Од бегот ни ал, ни абер. Како и секој пат, така и четвртото утро, стариот бек рано излезе во дворот да се прошета и да ја растера макат од старата душа. Во дворот тој најде писмо. Се наведна и го зеде писмото.
За писмото имаше врзано камче. Тој помисли, чие е ова писмо? Кој го фрлил во дворот? Сигурно е фрлено преку зидот. Како можело да падне во дворот кога стражата цела ноќ варди? Што ли пишува во него? Кога го отвори, во писмото пишуваше: Бек Ефенди, ако сакаш жив да го видиш син ти, разговарај со турската влада да ги запре потерите. Прати до назначеното лице во село Нивичани 6000 златни лири. Селото знаеш дека се наоѓа во Малешевската планина. Парите не се грабеш. Тие ќе се употребат за потребите на внатрешната македонска револуционерна организација. Гоце Делчев. Кога старецот го читаше писмото, коските му се тресеа. Тој рече: Аллах, со тој Делчев никој не може да излезе на крај. Потоа го грабна писмото и отрча кај турските власти да ги замоли да ги запрат потерите.